Добро вечер, почитувани, и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Став. Во тек е кампањата за парламентарните избори на големо, последна трета недела, а од вчера започна и кампањата за парламентарните избори. Сега ќе биде згустат распоредот, јас верувам дека ќе имаме бројни гости на нашата програма вечерва. Чест ми е што во нашето студио го имаме лидерот на македонски концепт, господинот Петар Богоевски. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, поздрав до кумановци и Куманова. Македонски концепт на овие избори избра да биде во коалиција со ВМРО ДПМНЕ. Вие сте поранешен член на оваа партија. Бевте некоја внатрешна опозиција на времето, додека лидер беше Никола Груевски, излеговте оттаму, го формиравте македонски концепт. Кои се мотивите за оваа коалиција, за овие избори? Македонски концепт како политичка партија не е реакционерно дејство кон ВМРО, па формирана ради тоа. А реакцијата во ВМРО заврши со напуштањето на Груевски од лидерската позиција. Македонски концепција е своја автентична партија, со своја автентична идеологија. Ние сме една од ретките партии кои имаме партиска доктрина, промовирана, ставена на хартија, која е на некој начин библија за партијата. И од тој аспект действуваме автономно и уникатно на политичка сцена. Но она кое ни е суштина на нашата цел е, нели сите сакаме кои работиме во политиката, да бидеме забележани во историјата. Иако илинденците беа забележани ради Илинден, асномците ради Асном, бранителите ради одбраната на Македонија 2001 година, ние сакаме да бидеме забележани после 50, после 100 години дека сме обединители и дека сме успеале да ги обединиме македонците во име на македонската национална кауза. И тоа ни е во суштината на нашето действување. И од таму појдовме да направиме една кампања или иницијатива за обединување на опозицијата. Но не само на опозицијата, и на добар дел од партиите од власта, кои не го поддржаа анблок францускиот предлог, и голем дел членови од СДСМ, кои навистина не го поддржуваат францускиот предлог. Они сед во СДСМ. Да, точно, јас сум бил во таква позиција. Јас сум бил член во ВМРО ДПМНЕ, па не сум се согласувал со 90% од политиките на Никола Груевски. Да, и реагиравте тоа. Во периодот после 2000, добре, јас реагирав уште 2009-10, но после 2013 година и јавно реагирав, бидејќи не се согласувате политики. Јас знам дека е тоа многу тешко. Многу е тешко. Навистина е тешко и хејтот од твоите луѓе, приказната ја предаде СДСМ и други приказни што ќе ги доживеат луѓето од СДСМ, но ги охрабрувам да не се плашат, бидејќи има една максима, вика, јас сум лојален на вредностите и принципите, а не на партиите. Или менувам партии, не менувам вредности и принципи. Има неколку правила во теоријата на политиката. Се душе, јас не сум сменал партии, јас сум бил цел живот од дете до 2020 година во ВМРО ДПМНЕ. Ова е само втора партија. Не поради промената на ставот за референдумот за името, едноставно хејтот беше пресилен, антагонизмите внатре беа пресилни, и тоа беше причината зашто јас се одлучив да се повлечам од активизам во таа партија. Почекавме да пројдат повеќе години, па да ја регистрираме македонски концепт. Инаку имавте различен пристап за референдумот. Добро, јас сметав дека треба да се излезе се гласа масовно против, како единствен начин да се спречи промената на името, односно да не се дозволи во парламент да се направи тој пазар кој се направи. И тука се развидовме со ставот на партијата, посебно со кривото на Груевски кој инсистираше на бојкот, и тоа е веќе минато свршено време. Али обединувањето на опозицијата сега, 2023 и 2024 година, како наша агенда, делумно успеа да се случи. Делумно. Зошто викам делумно? Бидејќи дел од партиите кои беа од кампусот на СДСМ дојдоа во опозицијата, дел од партии кои никош не биле во коалиција со ниедна друга партија, како мојата, како македонски концепт, се вклучивме или заеднички промовиравме таа опозициона платформа, и називот на самата програма е, нели, платформа. И за жал,
апелите за обединување на вкупната опозиција, вклучително и тогашниот граѓански активист Максим Димитриевски, се уште тогаш не беше регистриран, знам како партија, и Левица на Пасиев не се вклучија во таа широко опозициона платформа и одлучија да настапуваат самостојно, иако македонски концепт промовираше заеднички настап на сите, од проста причина што Донтовиот модел е многу суров. Математиката е таква каква што е. Да, не дава простор за наука, нема помалите. простор за нема простор за не за помалите, нема простор за филозофирање. Математиката е едноставна. Донтовиот модел вика може да се случи за 3 гласа опозицијата да изгуби пратеник во двојката, во Куманово. И да ја дадеме шанса на власта да остане на власт, например, или да Дуи да добие пратеник плюс во двојката. Зошто тоа би го направиле? Пример, македонски концепт во двојката се проценува некаде на околу 3 до 4.000 гласови во овој момент. Зошто би ги одзеле ние 3 до 4.000 гласови, би ги фрле во канта, пошто те се неупотребливи, со нив не можеш да извадиш пратеник во двојката, а во исто време прави штета на опозицијата да не валоризира пратеник. И даваш простор на Дуи да добие пратеник плюс или на СДСМ. И таа беше причината. Математичката пресметка е причината зашто се направи таа коалиција. Со тоа што математиката кажува дека доколку Димитриевски и Апасиев беа во таа платформа опозициона, збирот на сите гласови ќе им дадеа прво на нив повеќе пратеници. Прво ВМРО ДПМ така добиваше 4 плюс пратеници, Левица добиваше 2 пратеници плюс, споредено со локалните избори, и Максим Димитриевски добиваше 2 пратеници плюс. Значи сите добивавме, и македонски концепт влегуваше во парламент. Сите добивавме, никој не губевме од таа широко опозициона платформа, со тоа што можевме сите самостојно да си настапуваме во кампањата, како што правиме сега. ВМРО ДПМН има еден тип на кампања брендирана, македонски концепт има своја брендинг кампања нови избори. Ние сме сите за бројката 2. Но ние настапуваме уникатно, они настапуваат по свој начин и така натака. Тоа ќе беше така и со Знам, и со Левица, и со сите партии. И ништо не ни сметаше секој да зачуваме идентитетот и уникатноста во нашето действување, а сите се бориме за едно бројче. Зошто тоа не се случи? Веројатно краткогледост, веројатно желба за мачоменство или како да кажам, не знам, наметнување на сцената, не сакање да се гол над личните суети. Ама и тоа навистина на мене ми смета, бидејќи од една страна имаме националниот македонски интерес, од друга страна нашите лични суети. Не може нашите лични суети да ги ставиме пред националниот интерес. Не, во никој случај, добро, јас ја разбирам вашата потреба за окрупнување и обединување на опозицијата, но што со оној момент, споменавте пред малку одвојување од партија, па таа шизма што доаѓа со тоа одвојување, етикетата предавник имало и во СДСМ и во ВМРО, тоа го вкусили Максим Димитриевски, а и вие, од едната и од другата страна, и многу примери имаме така. Ја на Максим му дадов поддршка тогаш, човечки, која беше реформатор во СДСМ, кога излезе против Заев и против Оливер Спасовски и тоа што се случуваше во државата пред колку години беше. Зошто чист принцип? Не, само дозволете прашањето да го поставам вака. Окрупнување на опозицијата ги разбирам, мотивите за што повеќе пратеници и сигурно освојување на власта, некоја сега гаранција не постои, ама зголемување на шансите. Меѓутоа, мислам дека може да биде сосема легално некој да се обидува како трета опција да пробие. Зошто го велам тоа? Затоа што 33 години некако, јас верувам дека во народот владее такво мислење дека и од едните и од другите не се офајдивме многу, нели се прават нон-стоп грешки. Сите во опозиција знаат како кога ќе дојдат на власт прават поинаку. Дали не е потребна некоја трета опција да го тоа малку барем држи во колосек тоа тие ветувања? Баш тоа беше суштината на нашата математика. Мислите дека во коалиција ќе може подобро да се... Не во коалиција. Тоа што ние го осмисливме како лабава опозициона платформа, буквално, третиот фактор ќе беше посилен.
Ќе го имаше македонски концепт, знам со +2, левица со +2. Сите оние три ќе балансираат со Значи, ВМРО минимум 5 пратеника ќе бидат дополнително од трета страна, условно кажано. Па ако нема согласување може да се формира и пратеничка група. Па не да се формира. Ќе имаш поголемо влијание во парламентот. Значи, Така не мислам во крајна мера дури и тоа може да се случи. Буквално нашиот проект даваше опција да се заседи тоа различно мислење, таа различност во парламентот, а не да го угуши тоа. Најмалце целта на македонски концепт да угуши мислата и различноста и понудата на нешто различно. Најмалце. Затоа што следам дека граѓаните за таа мислат дека е добро некој да ги контролира двете страни, односно сега да контролира е тежок збор меѓутоа. Ние се бориме за тоа да има простор за различност. Да излезе да каже ако нешто не е во ред, иако е во таа коалиција. И затоа се борам и за луѓето од СДСМ кои се уште чланови на СДСМ да се охрабрат да излезат, не мора официјално партијата. Не мора дури да мафта со знаме, не мора дури на Фејсбук да напише дека се различни нивото на раководството. Доволно е само да гласа тивко на еден тивок протестен начин, на протестно гласање. Да гласа за број 2, со што ќе ја спасат Македонија од следново сценарио. Во моментов постои обид за организирање на се албанска коалиција во која ќе се обединат сите албански партии со цел да ги зачуваат двете клучни позиции кои Зоран Заев им ги даде. Тоа е премиер, албанец, ако не 4, минимум уште 2 години, и тоа е председател на собрание, да биде минимум 4 години. На тоа се согласи Димитар Ковачевски Таче. Они се спремни со Миле Зечевич и компанија, тие се измеќари на Дуи, на Али Ахмети, се подготвени да прифатат крајно понижувачки пристап на македонската, условно кажано, страна, политичката сцена, се подготвени за 30% од државните позиции, да зачуваат за нив дел од властни позиции, лично за таа врхушка, таа болумента, банда, а 70% да дадат на етничките албанци, кои ќе имаат, замислете, со 25 пратеници ќе имаат 70% власт во земјава. Ајде да видиме тоа е како крајно тоа забегана работа. Да расчистиме тоа, јас планирав при крајот на интервјуто да ве прашам за тие условувања од албанските партии. Условијата се плюс. Тоа се финти на Ахмети. Тоа сценарио е албанците да добијат по нивните пресметки 33 пратеници, они така сметаат дека ќе успеат, по нивни калкулации, бидејќи сметаат дека македонците сме доволно разочарани и омлитавени. Нема да има доволна излезност? Да. Дуи прави се што може да ги исплеши македонците или да не ги мотивира, да ги демотивира да излегуваме на гласање, за да се максимализира албанскиот глас, визави македонскиот етнички глас, и на тој начин за прв пат албанците да имаат над 28-30 пратеници или 33 пратеници во вкупност. После тоа ќе се вклучат центрите од Тирана и од Приштина, на кој притисок не ќе може да одолее онаа коалиција, како се викаше таму, вреди, и нема да може да го пропуштат шансата да добијат 70% од Македонија, да биде албанска, со еден измеќар, Таче, и еден екстра измеќар, Миле Зечевич. И со такви пиунчиња околу нив, како Маричич и компанија. Чекайте, мислите дека и покрај тоа и тука е гревот на Максим Димитриевски и на Апасиев, што ќе ги намалат шансите за максимализирање на македонските пратеници. Зошто, бидејќи левица, ако има да речеме 50.000 гласа, од нив ќе се валоризираат 33. Еден куп 10-15.000 гласа ќе се фрлат во канта. Исто ќе биде и со Максо. Исто и ВМРО ДПМН од нашата коалиција за Твоја Македонија ќе отпаднат илјадници гласови, невалоризирани во мандат изборам. Таков е донтовиот модел. А ако бевме сите заедно, па ќе отпаднеа дел гласови нормално,
Ама окрупнување на гласовите ќе дадеше максимализирање на резултатот и ќе имавме преку 70 и нешто пратеници само од таа опозициона платформа за која ние говоревме. СДСМ ќе осведевме на 20 и нешто и албанскиот фактор на 20 и нешто. И не можам да ја разберам, пак ја речам, мотивацијата, не ја оправдува мотивацијата на Димитриевски и на Левица да настапат до тој степен суетно. И мислам дека ќе има барем некакво соземање после првиот круг на изборите, председателски говорам, кој ќе видат реално силата на нивните кандидати, на Димитриевски и на Ванковска, да дадат поддршка на Силјановска за вториот круг, отворена, јасна и јавна. Но за жал штетата не може да се санира за парламентарните избори, бидејќи они веќе се на гласачки личња со посебни бројчина. Ова сценарио на тотална албанизација на земјата под патронат на Албанската академија од Тирана, ние не смееме да дозволиме. Они најдоа, секој ќе најдат измеќари. Они за 1000 денари купуваат од етнички македонци гласови, дуи планира да добие пратеници во четворката и во тројката. Во тројката се пред да добиат пратеник. Дуи ќе има пратеник во тројката, Максим Димитриевски нема да има. Добро, ќе видиме како ќе кажат резултатите, но ајде да... И купуваат етнички македонци за по 1000 гласа, за по 1000 денари. Ама тогаш не е проблемот во Дуи? Тогаш проблемот е кај нас, не е ниту кај Максим, ниту кај Левица, ако македонците се продаваат за 1000 денари. Ја никогаш не кажав дека проблемот во Дуи. Дуи работи на албанската кауза, на уништување на македонската државност. Тогаш ние треба да се запрашаме. Проба воено 2001 не успеа, и го скршија духот на македонците и на бранителите, се пробуваат институционално да ја распарчат Македонија. Албанските партии... И тука им помагаат овие СДС измеќари, и затоа е голем апелот до сите честни домаќини еснав луѓе од СДСМ. Луѓе кои се сакаат Македонија исто како јас. Што е битно дали сум јас десничар, некој е левичар, дали е Петар Богоевски прогресивен патриот, некој е конзервативец, некој трети социјал-демократ или не знам што, небитно. Поентата е дека националната кауза, за која ние говориме како македонски концепт, мораме сите да ја спознаваме македонците природно, да ја чувствуваме, да ја препознаваме и да ја следиме како таква. И кога ќе почувствуваме опасност за таа кауза, ние секој ќе се обединуваме. Ние пак ќе се караме во нашето трво, етничко македонско. Како во секој семејство, секој ден има расправи за папучите, зашто некој ги ставил таму, не таму, зашто храната е посолена, не е по... или кафето зашто е сварено пред време, но суштина, кога станува збор за семејниот интерес, а тоа е македонското семејство, сите ние како семејство, тогаш мораме да имаме единство. Во ред, вашите аргументи држат. Веројатно и тие имаат своји аргументи зашто одбрале трет пат. Ќе ги прашаме кога ќе дојдат во емисија. Не би сакал да глумам адвокат на ниту едно политичко движење или политичка партија, без разлика, но вака математиките досега велат дека албанците можат најмногу 30 пратеници да освојат, сите предвидувања одат до 27-28, барем колку следам од оние кои себе си се нарекуваат политички аналитичари и воглавном биле во право досега, знам да одберам некој од нив за да им верувам. Еве нека имаат и 30 пратеници. Нели мислите дека влен опозицијата кај албанците која е формирана со намера Дуи да се симне од власта, дека ќе се обиде првин да направи коалиција со победникот кај македонците? Нели мислите дека, еве да кажеме дека ВМРО да помане со коалицијата ќе биде тоа? Така велат анкетите, ќе видиме како ќе биде на крај. Зарем нема да се обидат да направат коалиција, да направат влада со македонската опозиција на тој начин да ја симнат Дуи од власта, бидејќи на сите настапи, на сите говори, на нив им е тоа во прв план? Јас на дел од нив, на лидерите на коалицијата вреди, на политичките партии кои застапуваат интересите на албанската етничка заедница, им верувам. Но само на дел од неколку нив. На дел не им верувам. Бидејќи покажаа претходно многу сумнително поведение. Они 10 пати влегува во влада, 10 пати излегуваа во влада. Да, тоа го правдаа со европскиот пат. Не. И се ќе оправдава со европскиот пат. Повторно ќе кажува басни приказни, а во сушна станува збор за промовирање на гол
албански етнички шовинизам. Дури Таравари призна неколку пати дека тие имаат многу изгубени со тоа што имаат влезено во влада, еве и што му се случи, му се распадна партијата. Значи, они трчајќи по власт и по позиции, а напуштајќи ги вредностите и принципите на кои се почиваат нивните партии и идеологии, ако ги имаат уопште, освен националната, етничката, шовинистичка кауза, која му е диктирана од страна, они го доживеа тоа што го доживеа и се надам ќе извлечат некоја поука. Ја жалам што политичките партии кои застапуваат интересите на етничката, албанската етничка заедница во земјава не се чувствуваат предимствено македонци, предимствено да се интересираат за интересите на Македонија, а како блиски, како етничка заедница блиска со косоварите и со албанците, да имаат пријателство, братство, го разбирам, тоа е нормално. Меѓутоа не разбирам ниту по србени македонци, кои гледаат повеќе интереси кон Србија отколку кон Македонија, ниту из бугарени македонци, што гледаат повеќе интереси на Бугарија отколку Македонија. И исто така не разбирам како косовизирани или шовинизирани албанци кои гледаат пред се интереси кон Албанија и кон Косово. Гледате Бујар Османи што прави, он е министер за външни на Косово, не на Македонија. Албанците во Македонија таткови ја викаат Албанија. А во Албанија не ги сакаат да ги смислат, не сакаат да ги видат. Тоа е една таква хипокризија во поведението на македонските албанци, која за мене е крајно неприфатливо. Второ, неприфатливо е да продолжат и понатаму да се понашаат како племе од 16 век. Добро, сега не може да кажеме за цел еден етникум дека се не може да се пука по митинзи. Добро, кај нас не постојат луѓе кои се заглавени се уште во минатото? Вчера има митинг, не гледам го воде Шартан Груби, се пукаше со огнено оружје, као да сме во Газиантеп, во Турција или она во Сирија. Добро, тоа треба да се осуди кај сите, тоа стои. И не може етничките албанци да продолжат да ми глумат жртви во земјава. Кога се нахилници, кога они наметнуваат нахилие врз мнозинството. Ние во моментов имаме тиранија на малцинството врз мнозинството, или стручен термин е апархейд. Ние не може да продолжиме да толерираме законот да важи за сите, освен за албанците. Не може така. А јас не би рекол дека законот ќе важи за сите, вклучително и за албанците. Вклучително и за мене. И за македонците се разбира. Апсолутно за сите, меѓутоа повеќе впечатокот е дека за некои челни луѓе од албанската политика не важи законот, а не за обичните албанци. Ако еден си дозволи етнички македонец да пука на митинг на коалицијата Твоја Македонија, јас ќе го судам прв. И јас ќе побрам да биде притворен. И треба. Ме разбирате? Разбирам. Ама нема се смеам како зелка, као Марулка што се смееше Артен Груби. Ја не емитувам етнички македонски шовинизам. И не го поддржувам. Ја осудив православен шовинизам, кога проба тој лудак што губи девојчето, името не сакам да му спомнувам, тој Паучо. Добро, не е законски докажано. Кој проба да прави политичка партија на база на православен шовинизам. Го осудив. Но во исто време нема му дозволам да го премолчам на Али Ахмети, кој повика на джихадистичко, исламистичко обединување на сите муслимани да станат за кандидатот Бујар Османи. За прв пат во македонската политика се случува злоупотреба на верата во политички цели од страна на ДУИ. Тоа е дефиниција за тероризам. И Али Ахмети треба да одговара за тероризам. Меѓу другото, он по барање на Европската унија треба да одговара за злосторства против цивилите во хашките случаеви, во кои е незаконски помилување кој не важи за меѓународното и домашното право, дела кои не застаруваат, и Али Ахмети мора да биде суден за командна одговорност немал се, за злосторства против цивилите врз недолжни граѓани и врз цивилно население во Македонија за 2005 по барање на Европската унија. Да, но и Али Ахмети имаше партнер во носењето на амнестијата од наша страна. И Али Ахмети ќе добие кривична пријава денови во македонски концепт за промовирање на нов тип тероризам, верски тероризам и радикализам во земјава. Во оваа кампања сега. За неговата изјава кога го промовираше Бујар Османи за кандидат за председател,
каде што ги повика сите на верска, на исламистичка основа да се организираат. Али Ахмети Македонија ја носи во Европа или ја носи во Саудиска Арабија? Ја носи во Техеран или ја носи во Брисел? Кај ја носи Али Ахмети Македонија? И тука толеранција не смее да има по тоа прашање. Тука државата мора да биде ригорозна и жестока. Тука одговорот на институциите треба да биде радикален. За жал институции немаме. Институциите се комплетно дерогирани. Министерството за внатрешни работи го уништи Оливер Спасовски, вашиот комановец. Го претвори во измеќарска институција на зајас и на мала речица. И Добро, сега имаме технички министр. ОЈО е претворено во партиска испостава на ДУИ. Обвинителот таму е другарче на Ахмети од Зајас. Судството, па јас имав случај, мој личен случај, каде што начело до судијата седи подпредседател на младите од ДУИ. И седи да суди дечково. Замислете да го направи судија. Партиски функционер на ДУИ го направиле судија. Преку Академија на суди и обвинители, Кобајаги нешто научил таму кај она трагичната мома што ја води таа академијата, како се викаше таа девојката таму. И таа треба да одговара за злосторство против македонството, како и апостол од со пописот од 2001 година. И они буквално преку ноќ партиски функционери од ДУИ поминуваат Кобајаги некаква се измислена академија суди и обвинители и ги гледаш партиските функционери од телевизија станали од ден студија станало. Добро, тука треба се зборува за тој ветинг, за да се надеваме дека еве ќе имате можност дуизација на судството. Ако практикувате власт во коалиција со ВМРО, да помогнете да ги поставите тие механизми да реагираат, да се направи тој ветинг и да се прочисти пред се судството. Не само ветинг, има и други методи. Мораме да го дедуизираме судството и обвинителството. Што е најлошо во Македонија? Кој е нашиот најголем проблем? На кој начин, кажете ми, да ставиме рака, да го сопреме, да ја сопреме корупцијата? Се чини дека перцепцијата кај народот дека корупцијата е оној главен проблем кој ја стега Македонија и кој допринесува во најголема мера да се селат луѓето во странство. Високата корупција во Македонија е имобилизирана и организирана од партиите. Партиското поведение, внатре партиското поведение е извор на таа корупција, бидејќи исфрла на површина кадри кои се корумпирани. Таму е проблемот. Зборуваме за сите 30 години, од едните и од другите. За све. И ние мораме да осмениме поведението во партиите. Тука македонски концепт се обидува да многу внимаваме на тоа. Да не помислиме да испромовираме кадри кои би промовирале поведение како до сега. Кое е решението? Како да го сопреме? Пендаровски и Таче, како до сега, значи не како до сега, туку поинаку. Или јас викам, имаме македонски концепт и имаме измеќарски концепт, до сега објаснав тоа, а сега имаме, ова што ме прашавте, концепт како до сега, односно поинаку концептот наш и како до сега на власта. Прво може да се размислува на, се вика еден тип на ограничен ветинг, каде што веднаш се спроведува ветинг на членовите на судскиот совет и советот на обвинители. Веднаш. И тие тела комплетно се распуштаат и се реизбираат и комплетно се менува системот. Зашто таму е па раната, како понатаму. Веднаш за дозволена и премолчена партизација одговара кривично директорката на Академијата суди и обвинители. Веднаш. Тука не смее да има прошка. И кога ќе тргнеме врхушката, главата на змијата ќе пресечиме, која го уништува судството и обвинителството, а после тоа надоле телото ќе може да се уредува согласно принципи и вредности. Јас најмногу шанса гледам во електронските алатки, електронските системи, кои ќе ги преводат процесите на начин на кој судијата не ќе може да се закаже кога на него ќе му текне рочиште. Да не зависи од нив, така? Компјутерите ќе диктираат се. Судиите само ќе дава слободно судско уведување. А нели имаше нешто слично дека како се викаше Акмисот? Повторно тоа е да рекоа дека и така се правеле некои. Тоа е едно половично полусистемче кое ги распределуваше предметите како и судија да одат.
И тоа го пробија во позадина со админот и си ги места и тие. И тука испадна И проблем. повторно го покрија тој и не Ние направија. наоѓаме решение, проблем за секое решение очигледно. Но јас зборувам за многу повисоко ниво на систем кој ќе ги раководи процесите. Кога вашиот предмет влегува во тој систем, компјутерот го води тој предмет, за никој ќе не застари. Тој не ќе може да застари. Нели има некои слични решенија сега во урбанистичкиот дел, ама пак чекаат луѓето, нема одговор. Има да кажеме по закон 15 дена рок установата да ви одговори. Не одговара во рок, ако не одговори по дефиниција е позитивен одговор, така, на страна на граѓаните. Ама пак стои предмет. И таму е оставено сето во дука за може да делува политиката, односно корупцијата. Зошто? Зашто ако вие како граѓанин не сте заштитени во таа процедура, останува да платите мито на некој службениче таму, од кај нас е корумпирано све, од стражарот до министерот. Не разбирате? И тоа е намерно оставено така во администрацијата за да ви бараат мито, службениците. И ние имаме еден проект, тоа се вика дигитален државен шалтер, и тој проект значи комплетните управни постапки во комплетната администрација ќе ги раководи електронски систем. И рокот на постапување ќе биде 4 работни дена по вашиот предмет, а вие на компјутер, односно на телефон, ќе добивате постојано известување. Вашето барање каде е во тој момент. Се разбира, нема да знаете кој постапува административен службеник ради заштита од мито. Од обратни сега притисоци и подмитување. Но доколку не биде постапено по вашиот предмет во рок од 4 дена, ќе се запали црвено светло прво ке вас, второ ке министерот и до премиерот. И ќе има две причини зашто не постапува државниот службеник по тој предмет. Или не знае да постапи, не е сручен, што ќе нема место за таму, ќе си оди од администрацијата, ќе работи на друго работно место, не е за таму човекот. Или е пребукиран со работа. Еден човек постапува по 5000 предмети. Тоаш таа позиција негова ќе се мултиплицира со 30, со 50 работни места и легачи во администрацијата по други министерства линеарно, рамномерно ќе се расправуваат на таа позиција и сите тесни грива во администрацијата ќе ги пополниме и ќе направиме една перфектна, една естонска администрација, една данска администрација, која ќе функционира како швајцарски сад. Ќе осудите ли припадник на ваша партија или од коалицијата ако има сомнение за злоупотреба на службена должност? Мислам јавно дали ќе го осудите тоа. Секако не е... За жал закон не дозволува, јас би го обесил. Добро, да не бидеме толку радикални. Одиме натаму. Не е радикално, јас сум сериозен на тоа. Да не... За жал закон не ми дозволува, но јас ќе бидам иницијаторот кој ќе побара за него и то процесуирање и најстрога, најдраконска казна што постои во земјава во моментот кога стори делот. Добро, тоа е веќе патриотско размислување. И од денес му говорам на сите мои соработници, највисоките зборам подпредседателите, директорите во партијата, највисоките соработници, дека ние како партија Македонски концепт сме на најголем удар од јавноста. Македонците, граѓаните на Македонија, македонските граѓани ќе им простат грешки на ВМРО, зашто се навикнати на грешки на ВМРО или на СДСМ или на ДУИ. Но на нас нема ни проста ниту една грешка. Пошто ние сме на ертен ставени под лупа. Зашто што ние доаѓаме за бидеме различни. И ние ако покажеме исто поведение како останатите, ние не сме го оправдале, не сме оправдале причината за нашето постоење. И тоа не заслужуваме да постоиме. И јас во таков случај ќе ја дерегистрирам Македонски концепт и ќе ја затворам. Ако сваќам добро, корупцијата би ја ставиле на ниво на национално предавство. Национално предавство. Веле предавство, добро. Немаме уште многу време. По еврејската доктрина на управување на татковината. Би сакал да го чујам вашето размислување по прашање на нашите европски интеграции. Дали делите став со ВМРО околу уставните измени? Дали мислите дека нема алтернатива нашиот пат кон Европската Унија? И ако нема или е најдобрата алтернатива, како да ги скратиме тие рокови, а сепак да останеме со крената глава, бидејќи знам дека се залагате за тоа да не бидеме измеќариеве во наводници? Се уште имаме разлики по тоа прашање во коалицијата со ВМРО ДПМН, во соработката. Нашата визија е донесување на сосема нов граѓански устав на земјата. ВМРО ДПМН тоа го евалуира во своите тела, органи, со своји експерти.
Вие сте за она варијанта сите да бидеме македонци, Да, апсолутно, да. а потоа по етничко потекло албанци. Тоа се приватна работа. Приватна работа, што сите си- да сме како македонци. Така, што си по етничка припадност, верска припадност, сексуална ориентација и така натака има преку 600-700 идентитети во светот забележано, се е ваша приватна работа. А односот граѓанин држава е граѓанин држава. Со тоа што да се заштитиме, во сегашниот устав сме северџани, пишува граѓани на северна, во новиот устав ќе пишува македонски граѓани. И нема да се брижи македонски народ, тоа е смешно. Во самата преамбула, комплетниот историски наратив, засилен со она што Заев го избрише, тоа е асламските фул документи и одредби, вклучително и македонското восстание, кое го нема досега, се ќе внесеме наново актите на македонското восстание, сето тоа ќе си остане во новата Имате ли преамбула. подршка од партнерите, разбирање за овие ваши Дискутираме со сите. Ние тоа смо провериле долго време. ВМРО ДПМН гледам дека оди на тоа да има одложена примена на уставните измени. Тоа е официјалниот став некој лидер. Пред да се случи влез во Европската унија, но ние не сме за влегување бугари во устав никогаш па ни тогаш. Зборам како македонски концепт. Зошто? Бидејќи според нас не постои бугарски етникус, етникум. Бугарија е земја во која си постои нормално бугарска нација. Таму бугарин е секој кој е државјанин на Република Бугарија. А по етничка припадност си има над 3 милиони македонци, си има купишта 1 милион роми, си има турци, си има оригинални бугари, татари, од старите бугари, помаци, романци, срби и така натака. Тие етникуси сите се обединети во лицето на бугарската нација, односно државјанство. Ние во Македонија тоа се уште го немаме. Кај нас државјанството го занемаруваме. Ние се уште немаме македонска нација во таква смисла. Меѓутоа, бугарите сакаат да влезе во Македонија, во македонскиот устав, ама кај нас се влезени етникуси, етникуми, а не може бугарин да влези. Македонците од Бугарија си се влезени во македонскиот устав. Како македонци? Ромите си се влезени, таму ги вика нели цигани, си се влезени како роми во Македонија. Турци си се влезени како турци во Македонија на етничка линија. Но ние во нашиот устав не примаме нации. Албанците се сакаат да го сменат уставов и да стане бинационален. И да има албанска нација во македонскиот устав и македонска нација. И Македонија да ја претвориме во бинационална или мултинационална држава. Тоа е крајот на Македонија. Не е некој решение дел од народ, дел од албанскиот народ. Не, ама тоа е друга терминологија. Народот има во себе содржи демос и етнос. Тоа го пишуваат неписмени правници или полуписмени социјалистички правници. Тоа нема врска со современата терминологија. А албанците инсистираат, албанската доктрина е да наметнат во Македонија обединување на албанската нација од трите држави, Македонија, Косово и Албанија, и тие да бидат, и Македонија да има албанска нација засебна, како втора фаза, наредна фаза за уништување на македонската држава. Бугарите сакат да внесат бугари во уставот како нација, во која сите државјани бугарски ќе станат бугари. Тоа значи дека и сите 48 или 53 илјади македонци кои имаат бугарско државјанство, по барањето на Бугарија треба да станат бугари во Македонија. На тој начин Македонија ќе стане тринационална држава. На албанската нација, на бугарската нација и на македонска нација која бугарите сметаат за некаква си вештачка творевина од времето на Тито и Коминтерната. На тој начин доаѓаме во времето на соништата за голема Бугарија, 19 век, и соништата за голема Албанија, односно подоба на Македонија меѓу Бугарија и Албанија. Добро. Тоа е целта за која се залагаат бугарската шовинистичка пропаганда, зад која стојат руските структури. Тоа е старата руска доктрина, да знаете, од 1820 година, создадена во Петерсбург. И ние тоа не смееме да дозволиме. Решението е во граѓанска нација, македонски граѓани, граѓански устав, македонскиот народ си останал преамбулата нормално, доле во наративниот дел, во нормативниот дел на уставот, ќе имаме апсолутно највисоки светски стандарди, европски стандарди за човекови права и слободи. За почитување на човековите права. Индивидуализмот ќе го издигнеме далеку над тоа колективизмот, тоа е умрена работа во комунизмот.
И ние ќе направиме држава за пример, која ќе ја молат да влези во ЕУ, а не ние да молиме да влезе Ајде да во ве ЕУ. прашам ова, бидејќи времето лета, а многу пати во вашите настапи потенцирате за таа опасност што доаѓа од албанците во Македонија. Еве и сега споменавте неколку пати дека се шовинисти, дека Не од сакаат да албанците, наметнат. од албанската шовинистичка поведение, албанско шовинистичко Тоа јас поведение. го споменав пред малку, не сите албанци во Македонија нема да добијат кривична пријава ако направат кривично дело. Можеби дел од нивната елита нема да добие, дали од ДУ или од други партии. Меѓутоа обичните согласувам. албанци живеат иста судбина како и ние македонци. Ние имаме еснав домаќини албанци, и ние во партијата имаме албанци членови. Како со нив да се договориме, Не знам бидејќи дали- тие се реалност? Дали ова е начинот Ја кој не го кажам, кажува? можеби. Некти на митингов во центар ја донесов албанци, членови на македонски концепт, баш ги запознав со Христијан Мицкоски. Ние имаме членови. Нашиот лидер, локален лидер на Чаирни е етнички турчин. Затоа и споменувам ова да не се разбере како Македонски концепт е граѓанска партија. Не знаете, ние имаме и власи членови, и срби членови, и турци, и албанци, и нашата партија е комплетно отворена за сите. И тука нема дилема, и ова што ние го форсираме како граѓански устав е за да живееме подобро сите, не само етничките македонци, и албанците етнички ќе Па не, живеат. да се сложиме околу тоа, бидејќи од овој настап може да се свати дека сите албанци се со таа мисла, дека се против Не, Македонија, дека албанската етничка пропаганда, шовинистичка пропаганда, извира од нивните елити. Осмислена во Тирана, злоупотребена и вулгаризирана во Приштина. И на таа мора да се одговори офанзивно, никако поинако, реципроцитетно. За крај, председател во собрание дали би прифатиле ако прифати вашата коалиција? Дали тоа ќе биде линија која нема да ја поминете? Бидејќи најавија Албанец мислите председател? не мора да значи дека албанец. Принцип да се бира председател во собрание. Дали ќе го прифатите тоа? Се извинувам, не сватив. За избор на председател на Републиката во собрание? Да. Никогаш. Извинувам, јас сега свативте за председател на собрание. Не, председател на државата се бира во собрание. Никогаш, па ниту тогаш. Македонски концепт се залага за председателски систем на држава, во која председателот ќе преводи мала влада и неколку регулаторни тела, да го споиме дуализмот во извршната власт во едно, да нема премиер, него председателот да ја води таа мала влада во земјата. Ние сме за председателски тип на држава, председател да се бира на отворени избори и никогаш не ни помислуваме, па најмалце прифаќање на лудилото на ДУИ за председател на држава не само да се одлучува собранието, туку да се одлучувало по Бадентер. Замислете, албанците да даде амин кој да биде председател на собрание во тоа телото на Бадентер. Без албанците да не можело да се избери председател на собрание. Тоа не е да е лудило, тоа е шизофренија и тоа никош не помини. Обид за наметување на такво решение ќе предизвикати безбедностна дестабилизација во земјава. И ние сме подготвени да одиме до крај, да го уништиме албанскиот апархет врз мнозинството во земјава. Јас се надевам дека по изборите малку диалозите ќе бидат помирни. Не, исто ќе слушате од мене и после изборите. Не, мислам во насока на тоа дека ќе се подаде рака од сите страни. Да сме здрави и живи. Да ги видиме резултатите. Да сме здрави и живи, дека поминат изборите, пак да ме поканите, исто ќе слушате од мене и после изборите. Па се надевам дека ќе правите коалиција со некој ако имате можност како коалиција моментално. Јас сум познат по тоа дека не менувам ставови. Не велам дека ќе ги смените ставовите, само велам дека би требало да се разговара со сите. Јас сум човек со висок демократски капацитет и разбирање на највисоките светски стандарди. Затоа велам, можеби. Меѓу другото тоа и ќе го предавам во на меѓународен универзитет, меѓутоа никогаш нема да прифатам апархет. Не, велам дека утре ако сте во Никад нема да ситуација да прифатам формирате влада, ќе преговарате со албанската опозиција најверојатно, можеби со третиот пат со Максим Димитриевски, со Левица, со Знам или Никогаш Левица. тоа може само на база на вредности и меѓународни стандарди. Апсолутно, Никогаш за нема тоа да зборувам. прифатам Македонија да биде Јужна Африка или Сирија. Не зборувам, затоа јас велам да се смират тоновите од сите страни, да се зборува на база на аргументи. Јас мислам дека имам многу смирен тон. Okay. И многу сум прецизен во тоа што го кажувам. Највисоки стандарди за човекови права и слободи. Држава со највисоко ниво на развој на демократија. Апархет, шовинизам, верски радикализам, сечење во корен. Јас верувам дека сите сме против тоа. Само тоа сакам да го чуjem дека има добра намера Тоа е на тоа. база на аргументи да се разговара со сите. Тоа е тоа. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на поканата и се надевам дека
Кумановчани ќе не запознаат подобро вака преку локалните медиуми. Па ќе има прилика сигурно додека трае кампањата за парламентарните избори, можеби ќе имаме уште една прилика да разговараме. Господи, благодарам уште еднаш. Вам ви благодарам што бевте во наше друштво, останете и понатаму со програмата на ТВ+.